Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во нашата училница. Јас сум Јулијана Јанева, наставник по хемија. Што ќе учиме денес? Денес ќе се запознаеме со тоа што се алкани и ќе видиме како се именуваат и на кој начин се составуваат нивните формули. Прво да се потсетиме какви формули се користат за представување на органските соединенија, бидејќи алканите се органски соединенија. Молекулска формула е формула која што се користи за представување на органските соединенија и таа ни покажува од кои елементи е составена молекулата, односно е составено соединението, како и по колку атоми од секој елемент влегува во состав на тоа соединение. Еве, например, молекулската формула CH4 ни покажува дека ова соединение е составено од 1 атом на јаглерод и 4 атоми на водород. C2H6 е формула која ни покажува дека соединението е составено од 2 атоми на јаглерод и 6 атоми на водород. Молекулската формула C3H8 ни покажува дека ова соединение е составено од 3 атоми на јаглерод и 8 атоми на водород. C4H10 е молекулска формула на соединение составено 4 атоми јаглерод и 10 атоми на водород. Покрај молекулска формула, во органската хемија, односно органските соединенија, се представуваат и со помош на структурна формула. Структурната формула ни дава повеќе информации отколку молекулската. Односно, покрај тоа што ни покажува од кои елементи е составено соединението, по колку атоми од секој елемент влегува во состав на соединението, ни ги покажува и хемиските врски помеѓу самите атоми во формулата. Сега да видиме што се тоа алкани. Веќе спомнав дека алканите се органски соединенија. Во нивниот состав влегуваат само елементите јаглерод и водород, односно спаѓаат во групата на јагле-водороди. Атомите на јаглерод со атомите на водород, како и јаглеродните атоми помеѓу себе, кај алканите се сврзани само со единечни, односно прости врски, а единечната или простата врска се представува со помош на една валентна цртичка. За да можеме да составуваме формули на алкани, треба да ја знаеме општата формула за алкани. Тоа е CnH2n плюс 2, каде што N ни го покажува бројот на атоми на јаглерод. Знаејќи го бројот на јаглеродни атоми, многу лесно можеме да пресметаме или да определиме колку атоми на водород влегуваат во состав на соединението и тоа користејќи ја формулата 2n плюс 2. Односно, во оваа формула наместо n заменуваме 1, доколку соединението содржи само еден јаглероден атом и ќе добиеме 2 по 1, а знаеме дека тоа е 2, и на тоа ќе додадеме 2, со што ќе добиеме 4. 4 е бројот на атоми на водород во ова соединение. Според тоа, формулата, односно молекулската формула на ова соединение ќе биде CH4. Сега, користејќи ја општата формула за алкани, потрудете се во вашите тетрадки да ги напишете молекулските формули на првите 10 представници на алканите. На кој начин се именуваат алканите? Зборот именување уште е познат како номенклатура. Првите 4 представници од групата на алканите, а тоа се метан, етан, пропан и бутан, имаат стари, односно тривијални имиња. Алканите со 5 и повеќе јаглеродни атоми
се именуваат така што кон бројот на јаглеродни атоми, меѓутоа кон нивното грчко име се додава наставката ан. Така, алканот со 5 атоми на јаглерод се вика пентан. Оној кој што има 6 атоми на јаглерод се вика хексан. Хептан е името на алканот со 7 атоми на јаглерод. Алканот со 8 јаглеродни атоми се вика октан. Нонан е алканот со 9 јаглеродни атоми, додека алканот со 10 јаглеродни атоми се вика декан. Можеме да забележиме дека и во првите 4 представници од групата на алкани, иако имаат тривијални имиња, се забележува таа наставка ан, која што е иста со наставката на, односно самото име на алканите. Да ги погледнеме структурните формули на некои од представниците на алканите. Првиот алкан е метан. Молекулската формула му беше CH4, меѓутоа таа ни покажуваше само од кои елементи е составен алканот и по колку атоми влегуваат во состав на соединението. Структурната формула ни дава повеќе информации, односно ни ги покажува и хемиските врски помеѓу самите атоми. Етанот е вториот представник, можеме да забележиме дека има 2 атоми на јаглерод и 6 атоми на водород, сите се сврзани едни со други со единечни, односно прости врски. Пропанот има 3 јаглеродни атоми и 8 атоми на водород, сите поврзани со единечни, односно прости врски. Секој следен член од низата на алканите има 1 атом на јаглерод и 2 атоми на водород повеќе од претходниот член. Друго нешто што треба да знаеме е дека кај органските соединенија јаглеродниот атом е секогаш 4 валентен и од него излегуваат 4 валентни црти. Сега имате обврска да напишете домашна задача, а тоа е да ги напишете структурните формули на 6-тиот, 7-тиот, 8-тиот, 9-тиот и 10-тиот алкан, односно алканите со 6, 7, 8, 9 и 10 јаглеродни атоми и да ги именувате. Домашната задача ќе ја испратите на вашиот наставник по хемија. Се надевам дека овој час научивте нешто ново, а се разбира, можеби ќе се видиме и во некое наредно видео.